Ке продолжиме со повторно разговор во студиото. На гости ни е Политими Марковска, пензионирана професорка по француски јазик. Мощно, интересно и убаво име пред се. Да, Сузе, добро утро. Ние си кажавме, но и вака сега јавно. Многу интересна и пријатна гостинка имаме. Јас ке и кажам, сега не да се правам, знам француски, воопшто не го знам, но бонжур, ça va? Ça va bien, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Ça va? Да, oui, ça va. Професорка по француски јазик, еден од најубавите јазици за мене, Сузе, поготово кога се пее на француски јазик, оние шансони нивни, љубовно, романтично, не асоцира францускиот јазик на такво нешто. Повелете со разговори како ќе ги доловите вашите убавини во третото доба на сите оние кои што не гледаат, да слушнеме. Ви благодарам. Се обидеме да инспирираме и да покажеме дека секоја доба има своја убавина и третото доба за многумина е доба во која се надокнадува се што не сме успеале во првото и во второто. Официјално добре дојде Мими, инаку Политими Мими. За пријателите и поблиските полесно да им биде Мими. Така. Ама ајде вака за почеток, пред да навлеземе во приказната за активниот пензионерски живот, да се навратиме на името. Од каде е потеклото на вашето име? Моето име е од грчко потекло, со многу убаво значење. Политими значи многу висока цена, скапоцена. Јас сум уствари скапоцена. Исте. Благодарам. Да. Преубаво е. Човек учи додека е жив. Кој ви го даде? Значи, јас сум родена во Струга. Кога се родив, кога сум се родила, мајка ми и баба ми решиле да ме крстат Мимоза и татко ми отишол да ме пријави во матично и се враќа дома со извод од матична книга Политими. Кога виделе мајка ми и баба ми, многу се зачудиле и го карале и му рекле да се вратиш да го смениш, ние не сакаме Политими. Како ти текна Политими? А во тоа време во Струга имаше една многу убава жена што се викаше Политими. Ам помина Политими, рече и јас. Заборев како ми кажавте и Политими. Беше толку наивно, толку... И јас додека беше жив... Искрено. За мојот татко И додека беше жив, јас го прашував постојано. А беше многу убава жена. Веројатно сакаше да бидам и јас убава како нејзе. Искапоцена или може би имаше потајна симпатија некоја или стално го прашував. Тато, не те караме, ај кажи ми дали има некаква врска, зошто Политими? Ам помина, ја видов и затоа. И така. Прекрасно. Јас долго време не можев да го прифатам и мајка ми и баба ми и се уште отпор пружа и рекоа не, ние Политими нема да ја викаме, ќе ја викаме Мими. И јас бев Мими, Мимоза, додека не тргнав во училиште, кога требаше да се даде извод од матична книга на родени. И не можев да го прифатам долго време тоа име. И потоа, откако го прифатив, многу си го засекав. Прекрасно и уникатно, навистина. Така, браво за храброста не може секој да го носи. Така, одлично. Мими, колку години сте веќе во пензија? Заокружувате една деценија од прилика, Една деценија. Ова ми е 10-та година како сум во пензија. Лет на времето, нема време ни да почувствувам кога јас станав пензионер, затоа што многу значи да пензионирањето не го доживувате како нешто крај, последна етапа од вашиот живот. Јас го почувствував само еден пресврт во мојот живот, во кој ќе најдете дека време почнувам нов живот, ново време со активности нови, со нешто што ми недостасувало, сум немала доволно време додека сум била вработена, сега да го надокнадам тоа. И навистина јас сум активна, да не речам 24 сати на ден, меѓутоа секој дел од денот мене ми е програмиран. Исполнет, осмислен, се трудам убаво, пријатно, да бидам за себе пријатна и за мојата околина. Не сакам... Имате 2 сина, 2 внуци... Двајца синови, 2 внучиња имам, Снашка, морам да спомнам, прекрасна. И така, и со нив
често се дружам со моите другарки, пријателки, соседки, со моите бивши колешки, многу имам блиски односи, чести, ме сакат, ме викат, веројатно. За дружбите малку подоцна. Ајде да се навратиме на оној период кога бевте професор по француски јазик, предававте во 2 училишта. Во 2 училишта предавав. Бевте и класна, имавте чест да бидете класна и на маестро Зоран Џорлев, кој за жал прерано рано замина. Значи, Зоран Џорлев беше еден од така познатите личности што сум била класна, но да не ми замерат и останатите мои ученици, има многу успешни млади луѓе што се на многу високи позиции, добро котираат во нивните животи, во нивната работа. Јас сум многу благодарна и задоволна што се уште ме памтат, што се уште многу ме сакат. Тој момент ми е важен. Велат дека секој еден просветен работник како вас допира до животите и судбините на повеќе од 20.000 млади луѓе. Значи, нашиот однос во улога на професор, во улога на педагог, наставник, навистина многу влијае во она што ќе бидат децата и дали ќе ги засакаат предметите кои што им ги предаваме. Да ви кажам дека имам јас неколку од моите ученички кои што станаа професорки по француски јазик и секогаш ми викаат: наставничка, благодарение на вас ние го засакавме толку предметот и станавме... А бевте многу строга. Бев многу строга. Многу строга. Јас кога пишував на табла, обично учениците го користат тој момент да џагорат, да шепкаат, да прават. А кај мене беше многу тишина. И јас ке се заврте вака и ке им речев: што е работава? Многу стативки. Не, наставничка. А сега ме гушкаат и ме сакаат, кога ќе ме видат, викам: мене ме гушкате и ме сакате? Јас бев толку строга. Не, наставничка, вие бевте многу правична и принципиелна и за тоа ве сакаме. Да, во тоа време кога вие бевте професор, немаше социјални медиуми, не беа луѓето толку поврзани, не бевме толку бомбардирани со информации што корисни, што безкорисни и навистина сега еден голем дел од денот и го губиме на тие социјални мрежи, но колку ве наоѓаат таму, бидејќи вие и таму сте активна? Колку таму ве наоѓаат вашите поранешни ученици? Многу од моите ученици ми се пријатели на социјалните мрежи, па морам да бидам во тренд и јас со нив сум работела цел живот со млад свет и јас сакам да бидам во душата и млада и да контактирам со нив. И ме пронаоѓаат и често пати комуницираме, се среќаваме, од време на време пиеме кафе, излегуваме и така. Јас се уште сум во контакт со моите ученици. Одлично. Мими, како изгледа еден ваш ден? Еден мој ден? Па многу интересно, убаво. Задоволна сум. Откако дома ќе ги завршам првите работи што се потребни, нормално почнувам со утринско кафе или чај, зависно од моето расположение во тој момент. Се облекувам, патики, тренерки, излегувам на пешачење, живеам блиску до излетничкото место Сарај, до паркот Сарај. Секој ден одам, пешачам по кеот на Вардари во Сарај. Има благодарение на некој што се сетил да стави справи за вежбање, па си вежбам. Имам и пријателки, некојаш и сама знам да појдам. Мене не ми смета и сама да бидам со своите мисли. Вие сте веќе 18 години без вашиот сопруг. 18 години сум. Колку брзо се престроивте во тој нов начин, бидејќи бевте долго време заедно? Колку брзо се престроивте во новиот начин дека остатокот од животот ќе треба да го живеете сама? Јас се уште не сум престроена со неговото отсуство. Се уште е тука? Се уште е тука. Нема ден ние да не го спомниме дома со моите деца и моите внуци, веќе им кажувам, им раскажувам, дедо ти беше ваков, таков, ова, она, неговите особини ти си ги наследил, ти си ги наследила и така натаму. Меѓутоа, јас во самиот момент кога мажот ми го изгубив, одлучив да живеам
моите деца имаат право да имаат барем еден родител кој ќе ги гушне, кој ќе ги слушне нивните убави работи, ќе им се радува нивните тешки моменти, да ги сподели и така. И ќе биде ветер во грбот. И тие ми се мене ветер во грб и јас на нив исто така. И сама излегувам на крај некако се прилагодувам на настанатата ситуација, мада со тешко срце. Да, верувам дека пронаоѓате и ваши пријателки и пријатели се дружите, разменувате енергија, си се надополнувате, се крепите едни со други, бидејќи во животот на вистина никому од нас не ни е дадено гаранција за заедно да се напушти овој свет. Да. Мене ми викаат дека заедно само во матично. Да. Јас долго време бев и матичар, како член на Совет на општина Ѓорче Петров, склопував и бракови. И многу им се радував во матична служба, кога потоа почнав по ресторани да одиме ваму таму. И тоа искуство ми е многу убаво и се радував на нивната среќа, нивната љубов. Знаев дори да им прочитам поезија за љубовта. Што ве донесе овде во матично? Љубовта. А сакате ли да слушнете нешто за љубовта? Пак им прочитав некоја љубовна поезија и така почнувавме не секојдневно со венчавките што ги обавував како матичар. Но јас контактите ги одржувам се уште и со моите другари од Струга, каде што растев до 19 години, бе во Струга, родена сум таму и живеев. Мојот сопруг беше од едно село блиску до Струга, во планината Јабланица, на 1100 надморска висина, Вишни се вика. Ние имаме прекрасна куќа таму и многу често одиме, патуваме, се дружиме со луѓето, се собирам со другарките и другарите од средна школа што сме учеле заедно. Па доаѓаме во Скопје, исто така си контактирам со многу луѓе и јас сум задоволна. Ова не е веќе последната етапа од мојот живот. Ова е нешто ново сега, што не било порано додека бев вработена. Имавте ли во овие 10 години, имавте ли некој момент на енергетски пад во кој што се почувствувавте бескорисно, бидејќи тоа е одлика на скоро секој човек кога ќе остане дома, некако долг е денот и не поминува животот и луѓето бесмислено знаат со сати да седат во една точка. Имаше ли такви моменти или вашите синови можеби не дозволија да дојде до тоа? Па искрено да ви кажам, моите синови не дозволија јас да паднам во депресија и да бидам бескорисна, да се чувствувам и дека сум терет на семејството. Јас многу често пати знам да седнам во мојата удобна фотелја, некогаш пред телевизија, некогаш со книгата в раце. Еден од моите синови, Васко, е активен писател, да речем, поет, пишува. Го читам неговиот пишан збор, дури го препрочитувам многу пати. Другиот син е музичар, ја слушам неговата прекрасна музика. Вие немате време да стареете. Јас немам време. Немам време да ми е досаден денот. Па нормално, готвење, чистење, перење, пеглење, како секоја домакинка. И наоѓам време за се. Денот ми е исполнет и не чувствувам. А барам и други во еден момент така осетив дека ми фали уште некоја активност, па размислив и најдов уште една нова активност. И во таа нова активност ние се сретнавме вака и мене ми е многу драго што и вие одбравте да бидете дел од хорот Фрида. Да. Фрида од Македонија, каде што со музика се надополнува и секоја друга една состојба која во животот може би ни предизвикала и тага, и осамување и се. Колку музиката ви значи? Едниот син ви е музичар, да. Мене ми значи се музиката и ја секоја што го потенцирам. Но колку ви значи вас? Мене музиката уште од најраната младост, јас учествував често, секогаш, не често, кога се одржуваа надпревари меѓу градовите. Имаше една таква манифестација, надпревар. Струга, Охрид, се надпреварувавме.
И јас секогаш учествував со песна. Пеев со еден состав тогаш Висенки. Пеев соло, пеев во дует, добивав награди, исто така микрофонот е ваш, пеев и тогаш. И сум растена во семејство каде што постојано се пеело. Мојата мајка и мојот татко постојано пее, и ние 3 деца. Имам една сестра и еден покоен брат, за жал. Ние постојано пеевме. Многу пеевме. И песната секојаш, јас на сред на час, кога предава француски јазик, на сред на часот, ке речем, деца, вие како да се уморивте нешто од часов, песна. И француските песни, и до ден денес ги памтат тие песни. Но сега, во овие години, јас осетив дека ми треба песна, сакам да пеам. И случајно прочитав на социјалните мрежи дека постои хорот Фрида од Македонија и дека ќе има аудиции, и јас реков, овде ми е местото. И јас се пријавив и Сузана, ти благодарам што ме прими во твојот хор, и нестрпливо ги очекувам деновите кога е нашата проба на нашиот хор, каде што стекнав многу драги, добри, прекрасни пријателки кои сакам сега да ги поздравам од тука и да им посакам се најубаво. Да им кажам дека многу ги сакам и многу се радувам на средбите со нив заедно. Тоа се гледа во вашите очи за време на пробите, дека навистина музиката покренува една енергија, го поттикнува хормонот на среќата и ни го прави животот навистина поубав. И секој проблем е полесно износлив кога музиката ќе ја ставиме тука некаде наоколу. Се случувало многу пати кога доаѓам во хор, вие неверојатно не го чувствувате тоа и не го гледате, и никој околу мене не сакам да го гледа тоа. Со притисок качен висок, имам здравствени проблеми, меѓутоа тие се сабајле со терапијата и завршуваат. Но со висок притисок, и си викам јас сега да седам дома со апаратот в раце, како и да го мерам притисокот, ќе ми се качи уште повеќе. Одам на проба, пеам, се радувам со вас, со целото обкружување, и дома се враќам, го мерам притисокот, си дошло до нормала. Ете лек за притисок најдовме. Викам, Сузана, ти си лек за нас. Ви благодарам многу, Мими. Ние тука некаде ќе го привршиме разговорот. Само уште една порака да испратиме до пензионерите, до оние кои што навистина понекогаш се исплашени од староста, се исплашени од самотијата и мислат дека ова е навистина финалето на животот кога не сме корисни за никого. Ајде една порака да ги демантираме сите. Јас сакам да им порачам на сите пензионери дека ова не е нашата, да не чувствуваме дека е ова нашата последна етапа во животот, дека е ова нова етапа во нашиот живот. Дека во животот искрснуваат секакви проблеми, дека не е ништо ненадминливо ако сме оптимисти, ако го сакаме животот и ако му се радуваме на животот. Мојата порака е да не губат надеж, да му се радуваат на животот, па и на тоа што ни преостанало од животот. Бидејќи нема правила. Нема правила, не постои таква ексклузива да некој добие гаранција дека ќе живее 100 години или така натаму и така натаму. Гледаме какви несреќи се случуваат и човек навистина треба да се отпушти и да го живее секој ден како подарок, како ексклузивен подарок. Точно така. Јас така го замислувам и сакам да ширам позитивна енергија и да добивам позитивна енергија. Не сакам негативна енергија и одбегнувам такви случаи и такви личности. И затоа не сакам да бидам таква, затоа што и до ден денешен колегите од моето училиште кои што се уште активни, постојано ме викаат во училиштето и често пати одам. Еве и сега од овде одам право на патронат во моето училиште. Браво. Ми се јави вчера мојата директорка и ме покани и рече не се сите поканети. Утре те чекам да ни дојдеш на патронен празник. Одлично, секоја чест, Мими. Иначе јас сакам да ве поздравам вас овде, вашите гледачи на утринската програма кои се многу, да ве поздравам и вас овде во студиото. Прекрасни луѓе, прекрасен амбиент и Сузана, многу вас ви благодарам што ме поканихте во вашата емисија. Чест ми беше.
И задоволството е мое. Так, честни беше на сите, ми благодарам што еве вака охрабривме и поздравивме многу колеги пензионерки, пензионери кои ги имаме навистина на голема. Затоа што секогаш кога е темата третото доба, јас многу ги почитувам, верувајте, повозрастните од мене, затоа што има што да се слушне, има што да се види исто така, ваква прекрасна господја дама, и да ви кажам мерси боку. О, па de quoi, je suis ici toujours. Како ќе биде на француски добро утро секој утро? Bon matin, chaque matin. Не би го повторила, но добро вие си го кажавте. Ке се чуеме повторно, јас ќе ви го повторам да го запамтите добро. Да го памтам. Имам фамилија во Франција и секогаш кога вака ќе прашам некој збор да ми се каже на француски. Да. Автоматски не знам да вратам назад. Но тоа е суштината, тоа е тежок јазик, не може да се консултираме, не грижи се. Да. Нели се согласувате? Се согласувам во секое време. Да знам дека не е до мене, дека дотолку не можам да запамтам. Не, тежок јазик е францускиот јазик. Да, ви благодарам и јас уште еднаш. И јас исто благодарам. Ужива во разговорот, слушајќи ве, и не верувам дека толку сте биле строга, престрога, затоа што... Бев, не изгледам така, ама бев. Не изгледате воопшто така, да. Секој е добро, се гледаме повторно. Благодарам, имајте убав ден и се најубаво на сите гледачи на вашата утринска програма.